Почитували слушатели, наши денешни гости во студиово се членовите на популарната група Нокаут. Во текот на емисијата ќе можете да ни се јавувате и во живо да разговарате со вашите миленици. Се чини дека имаме слушател на линија, повелете, кој се јавува? Синди. Здраво, Синди. Франко. Синди, Пере овде. Колку години имаш, бебо? 13. Еј, Синди, Киро овде. Слушај, да не ме сватиш погрешно, али ај јави се за едно 7 години. Важи? Ало, мала, овде Ацо Конка. Ај биди паметна и спушти ја слушалката. За тебе, телефонскиот број не постои. Постојат луѓе, а и типови разни. Викаат дека сме биле безобразни, а како и да е, јас полека си гурам и сакам на сите нив да им го турам паметот у глава, за да им дојде, зашто нивното време веќе одамна пројде. А дојде една жена и почна да вриска, да ме гушка и љуби, а јас да и ги стискам рацете и викам, кажи мори што е проблемот што те донесе, јас не го знам кој е. А она вика дај ми го твојот број од дома, да не направам скандал и да паднам у кома, и не знам зошто. Ама беше многу дрска, па почнав да лупам некои броеви без врска. Главната финта во тоа се состои што телефонскиот број не постои. Не таков 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 број не постои. Денон у парк, зашто изгубив нерви, кога таму некои деца зеле играат сервис. Гледам топката се тркала, па земав и ја шутнав, и на една женска случајно и го бутнав. Почекот кој беше подпрена клупа, ја загледав одалеку и ми се виде глупа. Реков не сакам стварно, ти се колнам жими уши, а она ме гледа, се наместила и пуши. Некаква цигара и се уште ме блене, вика дечки нема проблем, дојди седни до мене. Јас се изнервирав, па ми дојде да ја скршам и реков дека брзам некоја работа да свршам. И она нешто као вика дај ми телефон, па ја направи будала поголема од слон. Главната финта во тоа се состои што Телефонскиот број не постои. Не таков 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 број не постои. кога беше, али бев у кафана, нешто немаше место, па си застанав од страна кога таму гледам една добра риба. Човече ти викам обожава да се шиба со дезодоранси и разни парфеми. Не е она, знаеш, као некои други жени, а и на мозокот можев да добијам циста. Се утепа по мислење дали е чиста совеста, зашто почна да се кочи и незгодно и беше да ме погледне во очи. На една станав и ми текна што да правам, апсолутно тогаш решив да и го ставам. Моето кафе на низината маса, се понашав како да сум некој главен градски баса. Планот ми беше до неја да се бакнам, нешто муабет да свртам и кафенце да джапнам. Седи вече она и почнав да ја прашувам, прашуваше и она, тогаш почнав да ја кажувам. Знам дека си срце, зашто сакам да ја ќарам, дај ми го твојот број од дома, вечер ќе те барам. И вечерта вртев, зашто целиот ме напали, а гадно ме зезна, море гром да ја запали. Незината финта во тоа се состои што телефонскиот број